Bivšiот minister na ВМРО Vlado Misajlovski tvrdi SDSM mnogo zborува ништо не прави. Ваквата констатација Мисајловски ја темели на анализа на ВМРО ДПМН според која, откако СДСМ е на власт, капиталните инвестиции биле на минимално ниво. Во Свети Николе ништо не се работи. Ветија гасификација, но за жал може да видиме дека на терен нема ниту еден капитален проект. ВМРО ДПМН остави огромен проект, тоа е автопатот од Скопје до Штип. Иако беше ветувано дека ќе биде завршен на почетокот на оваа година, па потоа и до средината на оваа година, но веќе на крајот на оваа година може да видиме дека се уште не е пуштен. Они се навикнати да играат чочеци, но изгледа оваа година нема да има ништо. Генералната слика за тоа како не работи СДСМ според Мисајловски е пресликана и на локално ниво. Според него, конкретно во Штип од Ветеното нема ништо. Најголем капитален проект во општината пресметале во ВМРО. Бил 1 километар асфалтиран локален пат. Сето останато останало само на ветувања. ВМРО ДПМН го започна и проектот експресен пат од Штип до Радовиш, од Штип до Кочани, но за жал многу слабо се работи или ништо не се работи. Ветуваа нови градинки, ветуваа спортски сали, ветуваа многу работи за сите. Но може да видиме дека оваа влада на СДСМ е едно црниво, едни црни влаги и за жал можат граѓаните да се уверат во тоа. На обвинувањата искажани од поранешниот министер за транспорт и врски од локалниот огранок на СДСМ реагираа писмено. Поради вашите криминални договори, исклучувани во 4 очи, за кои приоритет биле провизиите кои треба да завршат во вашите джепови, Република Македонија наместо напредок назадуваш и беше далеко од вратите на ЕУ и НАТО. Пуштањето во употреба на автопатот Штип Миладиновци, кој на вас ви служеше за да се богатите и добивате проценти од кинезите, беше пролонгирано поради низа пропусти, кои моментално се отстранити и истиот ќе биде наскоро во употреба пуштен. Граѓаните добро знаат дека во општина Штип се гради како никогаш досега. Се инвестираат на 3 милиони евра во инфраструктурни проекти, кои што го обезбедуваат долгорочен раст и развој на нашиот град. По 40 години се гради нова детска градинка во населбата Сењак во вредност од 800.000 евра. Изградена е паркинг платформа со капацитет од 40 паркинг места, која чини околу 10 милиони денари. Во финална фаза е проектирањето на брана на реката Отиња. Започната е изградба на кружен тек и почеток на втора фаза од обиколницата, испроектиране и нов градски стадион. Изграден е водовод за водоснабдување на населбите Балканска, Македонка и Чердаклија. Намалена е цената на водата за пиење за 5% и истата ќе се намали за дополнителни 5% во јануари 2019 година. Се вели во реакцијата на СДСМ.